Повелете кибричиња, ве молам купете. Повелете кибричиња. Надвор беше ужасно студено. Снегот паѓаше без престан во глувата ноќ. А беше нова година. Низ пустите и студени улици осамено скиташе сиромашно девојче. Босоного и без шапка на главата. Кога излезе од дома, имаше на себе некакви влечки, но тие не беа незини. Едноставно беа преголеми за незините мали, нежни нозе и ги загуби некаде по пат во длабокиот снег. Продолжи боса по снегот, а стапалата веќе беа помодрени од мразот кој беше секаде наоколу. Во рацете носеше сноп кибричиња, но денес не продаде ни едно единствено кибриче. Повелете кибричиња, ве молам купете. Повелете кибричиња. Тргни се, немам време, брзо. Девојче, не сметај, немам пари. Сиротото девојче се тресеше од студот, гладно и премрзнато. Снегулките паѓаа врз незината прекрасна долга коса. Русите плетенки и го обвиткуваа вратот, но таа никогаш и не помислуваше на нив. Од сите прозорци излегуваше светлина на свеќите, а наоколу се ширеше прекрасниот мирис на печени гуски и мисирки. Таа знаеше, вечерва е нова година. Се склупчи во аголот кој го формираат зидовите на две соседни куќи. Ги допре своите мали боси стапала едно до друго, со надеж дека барем малку ќе ги стопли во таа смрзнувачка ноќ. Студот ти навлегуваше во коските. Да си одили дома без продадено кибриче? Не, нема да оди. И дома е исто така студено и темно. Татко и сигурно повторно ќе ја кара, бидејќи денес не продаде ни едно кибриче и дома не донесе ни една паричка. Прстите ѝ беа премрзнати и вкочанети. Едно кибриче сигурно ќе ме затопли, си помисли. Само кога би смеела да запалам барем едно кибриче. Само кога би имала малку смелост да го сторам тоа. Студенилото ја совладуваше. Извлече едно дрвце и го запали. Светлиот пламен блесна во аголот. Беше тоа прекрасен пламен. Русокосата душичка за момент почувствува дека седи покрај еден голем камин и го слуша пукотот на огнот од дабовите трупци. Ги пружи премрзнатите ножиња кон огнот, но тој изгасна. Го снема. Повторно завладеа мракот и студенилото наоколу. Извади уште едно кибриче. Овој пат блесокот ја одведе на голема, убава маса со бел чаршав. Масата беше спремна за новогодишната вечера. Пред неа беше прекрасниот порцелански сервис. Мисирката беше на средина на масата, украсена со јаболка и сливи. Токму кога посака да ја вкуси, пламенот повторно исчезна. Кутрото девојче толку беше блиску, но сето тоа го снема. Одново запали кибриче. Сега седеше до новогодишната елка, која блескаше во светлината на илјадниците свекички на неа. Светлоста одеше нагоре, високо, се дури до небото. Погледна во висината и ги виде ѕвездите на небото. Виде како падна ѕвезда. Се сети на незината баба.
единствената личност која неизмерно и искрено ја сакаше. Но таа повеќе не е тука. Таа замина, онака како што и раскажуваше за звездите кои паѓаат. Незината баба е сега таму, горе. Против своја воја запали ново кибритче. Овој пат незината баба беше пред неа. Јасно ја виде во темнината. Го почувствува незиниот топол и мил допир. Бабичке, те молам не оди. Земи ме со себе. Знам дека ќе ме оставиш кога ќе догори кибритчето. Ќе исчезнеш како онаа железна печка, вкусната мисирка и преубавата божитна елка. Не плаши се, мило. Никогаш нема да те оставам. Сега ќе ти ги раскажам најубавите приказни. Ќе ги играме твоите милени игри. Стисни ја мојата рака. Јас никогаш нема да те напуштам. Ќе те однесам во свет каде што има топлина, љубов, милост и безгрижност. Го запали целото преостанато купче кибритчиња, за да се осигура дека баба и нема да ја напушти. Огнот беше прекрасен, толку силен и толку свето, посветол од било која пладне што го имаше видено. Ја почувствува топлината и го виде прекрасниот лик на баба си. Баба ја зеде во своите раце и раскажуваше разновидни приказни и ја заигруваше со најразлични игри. Русокосото ангелче се најде во незината преградка и ја почувствува топлината. Ја држеше за рака долго време. На крајот, двете срекни заминаа горе. Горе, онаму каде никогаш нема студ, каде нема глад, каде нема немир. Онаму каде што е тој. Из утрината околу аголот беа собрани неколкумина случајни минувачи. Го гледаа премрзнатото девојче навалено над зидот. Незините образи се уште беа розови, а насмевката го покриваше незиното невино лице. Сигурно сакала само да се стопли. Никој од нив не ни помислуваше колку прекрасни работи малечкото ангелче виде таа ноќ. Никој од нив не можеше ни во сон да ја замисли убавината, каде таа и незината баба влегоа понесени од радоста која ја донесе за нив таа новогодишна ноќ. Новогодишното сонце го озарило малечкото тело на девојчето, кое седело со догорените кибритчиња. Приказната за ова девојче со кибритчињата продолжила уште долго време да се раскажува. А вие, драги ученици, дали ја свативте пораката од оваа приказна?